Артан Груби, осомничен во предметот поврзан со државната лотарија, утрово беше уапсен на граничниот премин Блаце, пошто беше сместен во притворското одделение во Шутово Ризари. Подоцна во текот на денот Груби е спроведен на распит во обвинителството. Груби, поранешен вице-премиер и министер за односи меѓу заедниците, пред повеќе од една година ја напушти државата преку истиот граничен премин, откако заедно со поранешниот директор на државната лотарија Перпарим Бајрами беше осомничен за злоупотреби поврзани со набавка на ВЛТ апарати, при што според истрагата била причината штета од околу 8 милиони евра. За него беше распишана и меѓународна потерница. Претходно му беше определен и 30-дневен притвор во отсуство. Надлежните органи информираа дека истрагата за случајот е завршена и се чекала екстрадиција на осомничениот. Според обвинителството, предметот опфаќа одлуки и договори за кои постои сомнеж дека и нанеле значителна финансиска штета на институцијата, со намера да се прибави противправна имотна корист за друг. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија апелира до македонските државјани кои се наоѓаат во Мексико да ја напуштат земјата во прва можна и безбедна прилика, поради влошената безбедносна состојба. Воедно се препорачува одложување на сите патувања кои не се од итен и неопходен карактер. Министерството ги става на располагање сите своји капацитети за асистенција преку 24-часовниот SOS дежурен телефон 075 268 736, како и преку дежурниот телефонски број на дипломатско-конзуларното представништво на Македонија во Вашингтон. Се наведува во соопштението. Министерството истакнува дека постојано ја следат ситуацијата и ќе информираат јавноста навремено. Влошувањето на безбедносната состојба следува по убиството на Немесио Сервантес, познат како Ел Менчо, водач на моќниот картел на новата генерација Халиско за време на воена рација. Неговиот пат предизвика бран, насилство и блокади во неколку држави, вклучително и Халиско, Мичоакан и Гванахуато. Патиштата се блокирани со запалени автомобили, камиони и автобуси. Пожари беа подметнати во аптеки и малопродажни продавници. Во градот Пуерто Валјарта, популарен туристички центар на Пацификот, на објавени видеоснимки се гледаат запалени возила и големи облаци чад меѓу зградите. Властите ги повикаа луѓето да се заслонат. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата кои ќе стапат на сила од вечерва на полноќ. Цената на бензините се зголемува за 0,5 денари по литар, додека дизелот поскапува за 1 денар по литар. Цената на Евросупер БС98 ќе изнесува 75,5 денари по литар, додека Евросупер 95 ќе чини 73,5 денари по литар. Евродизелот ќе се продава по 69 денари, екстра лесното масло за домаќинство поскапува од 67 на 68 денари по литар. Мазутот се зголемува за 0,6 денари, од утре ќе се продава по 34,5 денари по килограм. Од комисијата истакнуваат дека промените се последица на движењата на пазарот и условите на меѓународните енергетски пазари. Европската унија одлучи привремено да ја запре ратификацијата на трговскиот договор со Соединетите Американски држави како реакција на воведените глобални тарифи од страна на американскиот претседател Доналд Трамп. Главните политички групи во Европскиот парламент, вклучително и централно-десничарската Европска народна партија со поддршка од социјалистите, демократите и либералната група Обновија Европа, одлучија да го суспендираат законодавниот процес додека не се разјасни ситуацијата. Главниот трговски преговарач Желјана Зовко истакна дека нема друга опција освен одложување на процесот за да се обезбеди стабилност и сигурност во трговските односи. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен порача дека двете страни мора да ја почитуваат својата страна од договорот, нагласувајќи дека европските компании имаат потреба од сигурност во трговските односи. Одлуката доаѓа неколку дена по пресудата на Врховниот суд на САД, која поништи употребата на вонредни овластувања на Трамп за воведување од мазнички царини. Најавата за глобална царина од 10% која подоцна беше зголемена на 15%, ја зголеми неизвестноста на пазарите. Додека Европската унија се обидува да ги зачува трговските односи да избегне генерализирана трговска војна. Договорот, постигнат минатото лето, предвидуваше царина од 15% за повеќето европски производи во САД, со елиминација на царините за американските индустријски стоки увезени во Европската унија, додека САД ќе одржуваат царина од 50% за европскиот челик и алуминиум.
Председателот на Комитетот за меѓународна трговија на Европскиот парламент Бернт Ланге свика вонреден состанок за повторна оценка на договорот. Додека амбасадорите на Европската унија ќе ги разгледаат целокупните трговски односи со Соединетите американски држави. Ова не е прв пат процесот на ратификација да биде суспендиран. Претходно Европскиот парламент ја стопираше процедурата по заканата на Трамп за анексија на Гренланд. Североисточниот дел на Соединетите американски држави се соочува со историска зимска бура која става 59 милиони луѓе под предупредување за опасни временски услови. Бурата предизвика прекини на електричната енергија, забрани за патување и откажување на илјадници летови, вклучувајќи ги големите градови Бостон, Филаделфија и Њујорк. Во повеќе држави, вклучувајќи ги Масачусетс, Конектикат, Делавер, Њу Џерси и Род Ајленд се прогласени во онредни состојби. Гувернерите на овие држави апелираат до граѓаните да останат дома додека националната гарда е ставена во состојба на готовност. Њујорк, најнаселениот град во САД, е погоден со очекувани 50 до 60 сантиметри снег и температури до -6 целзиусови степени. Гувернерката на Њујорк истакна дека ова ќе биде една од најсилните североисточни бури во последните години, додека гувернерите на Род Ајленд, Њу Џерси и Конектикат воведоа забрани за патување и итни мерки за заштита на населението. Ова е прв пат по 9 години Њујорк да биде под предупредување за снежна бура со ваков интензитет, додека градските и државните власти апелираат до граѓаните да се подготват за екстремни услови и да ги следат официјалните упатства.